По трагата на информациите дека представници на прорепубликанската лоби компанија Mercury се обидуваат да воспостават контакти со новата администрација на Доналд Трамп во името на ВМРО-ДПМНЕ, се обидовме да ја дознаеме позадината на тие релации. Познато е дека ангажманот на лобисти од странски влади или странски политички партии во САД е легално, но досега во јавниот регистар не се појави договор на ВМРО-ДПМНЕ со нова лоби компанија, но се појавија други документи чија трага води во Македонија. Првата трага во истражувањето беше овој документ, објавен во официјалниот американски регистар на договори за лобирање на 22 февруари оваа година. Со него, познатата лоби компанија Mercury пријавува договор за лобирање со известна фондација Libertas, основана во август 2016 и регистрирана на адреса во Њујорк. Сомневањата кои не натераа да ги продолжиме проверките ги предизвика објаснувањето во документот дека фондацијата Libertas ја најмува компанијата Mercury за лоби услуги за, како што пишува, Романија, Бугарија, Македонија, Србија и Грција. Уште посомнителни беа податоците за лицето посочено како контакт во името на фондацијата Libertas, извесен Бексут Исакџанов и за имейл адресата за контакт. Дополнителните проверки покажаа дека Бексут Исакџанов е по потекло од Узбекистан, но и дека извесен период имал адреса на живење во главниот град на Чешка, Прага. Овој податок, спореден со прашките врски на моќници од ВМРО-ДПМНЕ, беше нова причина да се продолжи истражувањето. Клучниот елемент до кој дојдовме и кој ги вкрстува интересите на активностите на ВМРО-ДПМНЕ, фондацијата Libertas и лоби компанијата Mercury е овој документ од архивата на Американскиот сенат, кој датира од август 2016 година, само неколку дена по формирањето на фондацијата. Со него, меѓу лобистите на Mercury што официјално се пријавени дека ќе даваат услуги на фондацијата Libertas е и Адам Ерели, поранешен американски амбасадор во Бахрейн и заменик портпарол на Стейт департментот. Адам Ерели лично е потписник на текст во кој отворено се критикува работата на специјалното обвинителство на Катица Јанева, објавен во The Hill во ноември 2016. Медиумите блиски до ВМРО-ДПМНЕ тогаш во еден глас го пренесоа текстот на Адам Ерели. Еден од највлијателните американски весници, The Hill, објави критична колумна за работата на специјалното јавно обвинителство со наслов "Треба и да го практикуваш тоа што го проповедаш". Политичките испади на СЈО и Катица Јанева се потешко се прикриваат и покриваат. Авторот Адам Ерели пишува дека Јанева ја злоупотребува својата моќ и го оцрнува судскиот систем во Република Македонија. The Hill и во минатото беше форум во кој се објавуваат текстови со кои се поддржува ВМРО-ДПМНЕ и се критикува СДСМ. Дел од нив подоцна пријавени од лоби компаниите на ВМРО-ДПМНЕ како платени лобистички објави. Зошто ВМРО-ДПМНЕ би сакала да не ги обелодени новите лобисти? Еден мотив може да биде желба да се избегне јавниот притисок на кој беше изложена партијата во овдешната јавност лани, кога имаше ангажирано 3 компании, за тоа колку пари троши партијата за тие договори. Исто така, може да сака да ги сокрие конкретните активности за кои ги користи лобистите, бидејќи тоа мора да се декларира според американските закони. Знаеме дека ВМРО-ДПМНЕ во последниот период упорно јавно се залага за немешање на странски фактори во македонските домашни работи, па јавно и директно ангажирање нови лобисти од САД би било доказ за двојни стандарди. Друг мотив би можела да биде намерата да се затскрие багажот што со себе го носи главниот лобист на Mercury, доскорешниот сенатор од Луизијана Дејвид Витер, кој според нашите информации се обидува да договори средба со потпредседателот на САД Мајк Пенс и да разговара на тема ВМРО-ДПМНЕ. Еве зошто Дејвид Витер би можел да биде проблематичен за демохристијанската ВМРО-ДПМНЕ. Во вашингтонските лоби кругови вработувањето на човек кој 17 години бил дел и од представничкиот дом и од Сенатот подразбира ангажирање на така наречено сериозно оружје, артилерија во своите редови. Но она што Витер го прави проблематичен како човек што треба да одработува за интересите на конзервативната и демохристијанска ВМРО-ДПМНЕ во Америка е дека освен неговиот сериозен политички, тој носи сомнителен личен багаж. Пред 10 години тој стана познат поради секс скандал. Се утврди дека користел услуги на проститутки во случај што медиумите го нарекоа Мадам Вашингтон. Тој ја призна вмешаноста. Немаше кривична одговорност, иако беше повикуван на морална одговорност зашто во политичката кариера јавно промовирал семени вредности, наспроти неговите излети надвор од бракот, во кој има 4 деца. I want to again offer my deep
sincere apologies to all those I have let down and disappointed with these actions from my past. I am completely responsible, and I'm so very, very sorry. No matter how long ago it was, I know this has hurt the relationship of trust I've enjoyed with so many of you, and that I have a lot of work to do to rebuild that. The good people of Louisiana. Скандалот го следи Витер до крајот на неговата политичка кариера што се случува минатата година. Тој претрпува сериозен пораз на ланските избори за гувернер на Луизијана. Неговиот соперник ги користи токму темните петна од минатото на Витер во својата кампања. The choice for governor couldn't be more clear. John Bell Edwards, who answered our country's call and served as a ranger in the 82nd Airborne Division. Or David Vitter, who answered a prostitute's call minutes after he skipped a vote honoring 28 soldiers who gave their lives in defense of our freedom. David Vitter chose prostitutes over patriots. Now the choice is yours. Овој документ открива дека Дейвид Витер на 23 февруари пријавил пред американските власти дека лично ќе лобира за потребите на фондацијата Либертас. Прашавме во ВМРО ДПМН какви се врските на партијата со компанијата Меркюри и со фондацијата Либертас. Ни одговорија дека ВМРО ДПМН нема релации со овие два субјекта. Наспроти ваквиот одговор на партијата, 360 степени вечерва реши да ја отвори оваа тема и да ви ги понуди фактите што ги покренуваат дилемите за нови лоби контакти на ВМРО ДПМН во Соединетите Американски држави.